Во Ајде дома, градиме со Кнауф. Значи во оваа емисија нема да го видиме продолжетокот на големиот стан од 140 квадрати, туку ќе видиме нешто сосема ново. Ќе одиме во Штип и таму ќе работиме проект. А потоа ќе видите фактички како се одвиваат работите во Ајде дома. Сега на пример проектирам трет стан, четвртиот ми е во подготовка со мебел и така натака. Да видите како тоа изгледа. Симона и Емил се многу симпатични, имаат една генерална идеја како сакаат да им изгледа дома, а треба да се побрза заради тоа што ги очекува свадба набрзо. Ајде дома! Ајде дома има плакат. Кога ме внесоа внатре, беше интересно што практично видов еден многу голем и готов цел плакар, за кој што тие рекоа дека не сакаат да го имаат, туку сакаат да имаат нов. Понатаму причината ќе си ја кажат зошто баш нов. Ова е нешто од моите родители, сакаме да го замениме, сакаме малку да дадеме некој урбан стил на ходникот, нешто повесело, Нешто поинтересно. поинтересно, да. Добро. И вратите гледам дека не ви се толку урбани. Да, вратите, тие мора да се заменат. Значи се планира. Планирани се за Да, замена. Добро. Од каде да почнеме? Не знам. Што сакаш да правиме? Бања. Да. Цела е конструирана? Па, се надеваме дека плочките сакаме да ги задржиме да останат истите, сакаме да ги промениме елементите. Бањата која видов, прв пат таква бања гледам, прво плочките да се изработени, па инсталациите од озгора. Единствено во руските згради кај нас во Скопје. Им препорачав поради тоа дека е многу подобро целокупно да ја реновираат, а ако тоа значи дека им е тоа премногу голем залак, воопшто да не ја чепкаат сега. Умивалникот, шолјата. инсталациите од надвор? Па тоа ќе се консултираме со буџетот. буџетот. Мислам дека мислам дека ќе ги ставиме внатрешно, значи да има И па ако се ставаат внатрешно ќе треба нови плочки, за тоа правам нови. Треба нови плочки скроз или може само дел? Гледај се овдека, па најгоре има, така? Да. Не знам како да ти кажам, овдека е една шума. Овдека имаш кабле, а ова тука е нели закачено. И така сега има некои низа нешта кои што ќе побараат. Добра е тоа што тушот е таму во долната зона. Значи овде сакаме да преградиме, значи место када да има туш кабина, да. Добро. Со Тоа е стакло. окей. На плочки да се На бањаме? плочки да се бањаме. Добро. Може тоа не е проблем, ама и за тоа ќе треба нели тој сегмент таму да се преработи, типу инаков топсифон се става за такво туширање. Да. Океј, нема И проблем. така, значи да речем дека подот и сигурно полот зид ќе отпаднат. Ќе биде прашањето за полот зид најгоре. Да. А добро. За тоа Тука сте вие. да ми е електрика. Да не посоветувате. Јас ќе ме посоветувам туку. Пишанката после што ќе каже тоа ќе прави. Добро, ајде понатака. Ова големина. Имате една спална. Да. Сега тука? Па овде све е за менување. Добро, тука може. Да. Би сакале, например, да имаме некој како поинато иновативен гардеробер, значи имаме некоја замисла да овој дел на зидот да направиме врата, па да можеме да го користиме тој простор како А што има од другата страна на зидот? тоа е Кујната. кујна моментално, да. И Ќе ја кратиме кујната за да направиме гардеробер. па така некако, да. Бидејќи целиот простор на дневна трапезарија кујна е доста голем, имаат идеја да се земе дел од кујната или кујната да се отсече фактички од дневниот престој и да се припои кон спалната.
практично во кујната да се изработи гардеробер. Овдека сакате нешто посебно? Па немаме некои конкретни идеи, да е жилби идеи околу боите, светло, темно, вакво такво. Па да е едноставно, да не е некои Едноставно. многу нападни шарени бои, не сакаме. Значи повеќе на дрво нешто, по Добро. како да Добро. ти кажам. Ајде. Океј, ќе видим. Ќе го испланирам. Чеки да видиме. Тоа е просто. Широко. Добро. Голем гардеробер ќе добиете вие? Па имаме многу алишта. И сега кујната тука се сели всушност? Па така некако, Така тоа не беше некако. замислено. Сега може да го искористиме попаметно просторот, пошто има доста простор, сами гледате. Има. Идејата ни треба. Има широко е убаво отворена, со прозорците убаво сте направили. Сега трапезаријата претпоставам како дел од кујната. Па да, имаме некоја желба да биде, знаеш како, да има место каде ќе седнеш, ќе пинеш кафе, како пап по тој стил нешто. Со Аха, добро. На тој стил. Кафиќ. да. Добро. Чекај. Ау, две врати има. Ги користиме двете или? Па не, едната е понефункционална, значи Оваа претпоставам не ја ни отварате. да, многу ретко е така да имате слобода да Добро. Да бирам од каде сакаме да влеземе. бирате што сакате. Тоест ти од каде ќе влагаш. Да. А гриното тело? Значи Каменчето? каминот не би сакале да биде таму, би сакале да го преместиме или некако да го измениме целиот овој простор. Добро. За кујната имаш некаква желба во однос на естетиката? Па кујната да биде винтаж стил. Да, нешто. Таму бе идејава. Да, таму идејата, Да не сакате да. точника да ви ставам. Кујната може некој шанче напред и... Добро. А со гарнитурата? Иде во пензија или немате да Гарнитурата ќе мора да функционира. Не. Тоа е друг стил од тоа што ние го очекуваме и што го сакаме. Вие така што да- сакате? Кожа што? Што? Па што? Со ретро предпоставувам. Да, да. Такво нешто помекичко, пониско. Може нешто поедноставно, значи од секогаш ни е било, знаеш така, кога ќе ги гледаме американските серии, тие нивните ставали така елегантни во некоја гарнитура од 2-3 бои, комбинација со некоја фотеля, значи тоа го сакаме да Тоа, го... Њујорк. Да, Њујорк. Сакате се во Њујорк. Епа добро, ви благодарам многу. Ќе видам сега што ќе слушам, што ќе оставам. Тебе, од твои раци све. Имате словото се. Океј. Добро, се гледаме пак. Ова е еден убав простор, дури во мало ме подсетува на големиот стан од 140 квадрати, концепцијски само превртен, исто со големи прозорци, што значи убаво светло внатре. И мислам дека ќе биде многу интересно, особено што треба тој централниот дел кај што име моментално каминот да се урне. И тогаш баш убаво ќе се ослободи. Уште пред свадбата очигледно е дека се добар тим. Добро се ускладени со желбите и идеите и мислам дека ќе ми ја улесни тоа доста работата. Значи точно знаат што од прилика сакаат. Сега моја е да им го испланирам тоа. Ходникот е долг и тој трпи да има голем плакар. Како во повеќето куќи, кога не ви гради инвеститор, просториите се со добра големина. Она што ние ќе треба да го преработиме со сигурност се рапавите ѕидови и тавани, но тоа би било од техничкиот дел на уредувањето. Самото уредување е во ретро стил. Ова е стилот кој годинава особено го посакуваат младите. Тула, дрво, класична кујна. Класичните елементи со модерен призвук се враќаат назад во мода. И ова се интересни решенија. Влезот во дневната во моментов е со 2 врати, но кога ќе го срушиме центарот со оджакот и ѕидот, ќе се ослободи доста простор. Па едната врата ќе ја затвориме, а другата ќе ја прошириме. Бидејќи сакаат и романтични врати, и овој влез ќе биде таков, со двојна застаклена. Главната градежна интервенција ќе биде припојувањето на постојната кујна во нов гардеробер за спалната. Елементи од спалната соба имаат, па таму ќе треба само да избоиме и украсиме. А дневната со трапезаријата ќе ги направиме со дел ѕидови во тула, дел бојадисани. Сакаат камин, па тој ќе го сместиме на сосема друг ѕид. Сакаат двосет и тросет и ова е најдоброто решение. Сакаат и лежалка и за неа има место. Што се однесува до кујната, имаме решение за да не се одземе простор, да се направи остров кој ќе биде доволно голем за да се користи пред се како трапезариска маса. Кујната ќе биде класична во бела боја.
Вањата се договоривме дека нема да ја работиме, иако им направив шема како во иднина може да изгледа. Во сон чекорам по мојот пат кон совршена удобност. Софа Студио. Мојот свет. Акрон. Секој детал е важен. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. Требаше да испратиме екипа рушачи од Скопје во Штип, за да ги изрушат сите позиции. Меѓутоа Емил се нафати самиот да го правил тоа. И нели со среќа, 2 недели заглави, се испуста човекот и заврши после 2 недели. Состојбата е сега таа, празни ѕидови, изрушени позиции, докај што можел, докај што стасал. Наше е сега овие ѕидови да ги позиционираме, нели, новите гипскартонски ѕидови и да ги измазниме постојните ѕидови кои се многу рапави. Значи, тие се со абрив работени, а затоа ќе ни помогна по Knauf. Во вашата работилница првпат, баш интересно. Се гледа да се работи. Да. На новиот објект имаме позиција што сите внатрешни ѕидови и тавани се доста груби, тоест се изработени во абрив, а сакаме да добиеме ете ваква мазна површина. Фина површина. Да. Вие имате пукнатини на тие површини? Па во принцип не сум видела дека има пукнатини. Добре. Таков е, нерам. Да. Јас можам сега да ти понудам, предложам 2 системи, 2 системски решенија. Ако имате пукнатини, Добре. значи претходно ќе им прегнидете Knauf Tiefengrund, можете да ги здравицирате површините со рабиц мрежа, а потоа дојдете пак Knauf Tiefengrund и да користите системско решение како Gled маси, Biofinish Pro Starter и Biofinish Pro. Тоа со рабиц козирна Тоа фабрика сега. да, тоа е симулирана површина за рабицирање. Така, значи ако има пукнатини под ѕидовите што не можат поинаку да се решат, се поставува рабиц мрежата, од озгора се поставува што? Над него има Knauf Tiefengrund, Добра. подлога и потоа се глетува прв намаз или слој нанесуваме од Biofinish Pro Starter, таа е глед маса за исполна, база полимери и потоа одиме Knauf Biofinish Pro. И на крајот подлога и боја. Да, по потреба се швирла, се го испрашува површината, се подлогира или праймер се става препорачано од производителот на фармата. Така.
Другото решение што како системско би можел да го предложам, ако се носиви површини, не безпукнатини, здрави, кажам онака, Knauf Rodband, Добра. Малтер, гипсен малтер кој што е за рачно нанесување или рачно аплицирање. Добре, има и за машински, да, MP75 и MP75L. Потоа исто, значи, претходно импрегнирање со Knauf Tiefengrund, да се обезпраши површината. Родбандот, откако ќе нема присуство на влага, пак Knauf Tiefengrund и одиме со гледмасите кои што веќе ги исполнаме. Biofinish Pro Starter и Biofinish Pro. Добро. Со употреба на мрежа, знам дека може доволно добро да се измазнат зидовите. Имам видено кај вас баш тука кога влегов, имате површини со Rodband работени со машинскиот малтер. Она што го забележав е дека тоа е една многу фина мазна површина. Таа има ли воопшто потреба да се гледува? Се до вкусот и барањето на, да кажам, муштериите или луѓето кои што го работат. Имате многу видови на глед маси. Значи, како ќе им помогнеме на луѓето и на мајсторите меѓу другото, која е нивната глед маса? Која маса да ја употребат во одредена позиција? Еве сега научив дека има за пополнување. Сега научив дека има и финиш глед маса. Ја имам испробана вашата готова глед маса. Значи, тоа се различни материјали. Да, навистина имаме 7 глед маси. Доста често прашање од мајсторите, молерите, дури и луѓето кои што сакаат да реновираат или прават нешто дома. 7 глед маси. Дали имаме потреба, например, сите 7 се различен карактер. Добро. Различен начин на припрема, примена на подрачје, како и основната база. Например, имаме глед маси на база гипс или основа база гипс, варовни глед маси, полимери како глед маси и готови пастозни поливинил, кои што доаѓаат во фабрички припремени, нив не ги припремаме. Само малце ги замешуваме и оно можеме да ги работиме инстант. Инстант глед маса. Има да пробаме нешто, да ме научиш. Прво се нанесува подлогата, потоа се измазнува, се пополнуваат неравнините, па се глетува, се струга и на крајот е подготвено за бојадисување. Но пред бојадисувањето да ги доработиме ѕидовите во тули и плочки. Иако имав желба на цел голем зид да ставиме тули,
Емил и Симона ретарираа на побали парчиња. Сепак, многу ми се интересни овие мајсторчиња што се појавија, затоа што пред 4 години од немајка да изгледа, или не знам, се интересирале, нашле на интернет како се прават тулите, почнаа да ги прават и денеска имаат многу добар бизнис. И ете ги кај нас. Бидејќи концептот е ретро, сметавме дека е добра опција да се најдат и некакви плочки кои што баш ќе бидат интересни, каменести, ретро или можеби некои мали тулички. Ќе видиме со румена од порцеланоса. Комбинацијата изгледа многу убава на овие плочки. По концептот кој што ми го раскажа за станот кој што е во проект, мислам дека оваа плочка би изгледала совршено како алтернатива. Тоа е нов модел на плочка, гранитна, антички, рустички стил некој. Мислам дека е вонвременски, може да се вклопи буквално со се. И со модерни елементи, и со рустикални. И делува фактички дека може и нели класична ретро кујна како ние што ќе ставаме дека може да личи добро на неа. Апсолутно. Може и многу модерна кујна да личи, еве, модерен елемент го гледаме. Так. Тука кај нас ќе има рустична кујна што ќе рече дека може да се менуваат ако сакаат низ годините, плочките ќе им останат. Многу јасно. Таа била и целта на дизајнерот, да направи нешто што може да се вклопи во сите времиња. Так. Ова е супер, значи не си требало многу да ме убедуваш. Баш ми е драго. Плочката си зборува сама за себе и така. кон мене. А она што ми е интересно е дека во неа има и темно сиво, мислам дека сакам плотната да ја ставам темно сива. Одлично. Ги има и црвеникавите моменти кои што се интересни за сатулата. За сатулите, евентуално Има некои- дрво. Да, кремасти, вакви такви нијанси, значи буквално Дури маслинасто зелени, не знам дали ги забележуваш и теа така ги гледам. Да, интересно е, мислам има многу бои на неа и Да. може со буквално целиот простор околен ќе го прими во себе. Изборот го направивме, туку сакам И да ви многу покажеш. лесно. Да, ептен лесно беше. Сакам да ми покажеш што има друго ново. Секој пат Има нешто доста нови ново. работи, меѓутоа би сакала денеска да се задржиме на една фабрика која што мислам дека ја немаме споменато до сега, ХДЦ Порцеланико, таа фабрика со изузетен квалитет и дизајн. Так. Значи би било добро сето тоа да се прикаже на гледачите, има доста голем избор. Она што сакам да го нагласам за оваа програма е многу битно е дека овие плочки, декоративните и основните, се продаваат по иста цена. Значи декорот не е поскап од основната плочка и се продаваат на метар квадрат. Тоа е многу битна ствар за клиентите. Тоа е многу добро бидејќи е многу лесно за комбинација квадрат наместо по парчиња да броиме. Да. Она што е супер е дека ова е одлична комбинација за нив како предлог за во иднина. Треба да ја работат бањата, сакавме и сега, меѓутоа ја ставивме за некоја следна прилика, бидејќи сакавме да дадеме приоритет на овој простор, да го уредиме како што треба. Во иднина бања ќе имаат и може ова супер да им се вклопи. Ја мислам дека ова идеално би се вклопило во целиот нивни амбиент. Инаку се работи за гранит. Тоа исто така морам да го нагласам, бидејќи е битно квалитетна плочка која што може да оди и на подови и на ѕидови. Може да оди дури и надвор. Одлично. Да. Ќе имаат туш кабина. Така, за во туш кабината би било идеално да се постави природен камен, тоа се речни каменчиња. На местото каде што ќе газа, да, и тоа доаѓа како масажа на стапало. Многу убаво, баш да го видам сакам. Ајде да ги дзинеме нив. Не би било лошо.
Да се трка. Најдена го само се готова кај. Чиви пред камера, мора да се Готово. Многу убаво излегува плочките, убаво се наместени, единствено се надевам дека тој централниот простор кај аспираторот добро сум го испланирала, бидејќи јас му кажував до каде да оди лево десно. Тоа. Плочките се поставуваат на разминување, исто како што ги видовме во Телинди порцеланоса. Ќе изгледаат многу моќно, особено што пред нив ќе се појави класичната бела мат кујна. А за неа, кога веќе ги имаме плочките наредени, можеме да дискутираме со Ивана како да ја изработиме. Јас исцртав еден интериер, а воопшто не знам дали може да го изведеме. Добра. Бидејќи ваква се уште немаме работена, онака Рустична. целосно рустична е, да. Тие дури ми дадоа една фотографија и јас според просторот што ни е на располагање, им направив речиси идентична кујна на таа што им се бендиса од фотографијата. Добра. Сега во главном нели имаме два интересни момента. Едниот е што аспираторот, нели овој тука сегмент го зазема централниот простор, па се лево, десно, горе-доле од него треба да е симетрично. И што е во две висини. Значи висечките ни се во една зона, а аспираторскиот дел и овој тука дел со фрижидерот и плакарот ни се во друга висина. Тапа и плочките на објект се наместени во две висини. Да. Ни го леснува моментот со Каде треба да проектирањето, биде. Сега се надевам дека точно таму јас сум ги обележала каде да бидат плочките, бидејќи според цртеж. Во самиот цртеж што ми го пратија, овие делови, нели испакнатите кај аспираторот, овие како столпчиња, беа до крајот на плотната, што мене ми изгледаше прилично непрактично. Да, и ги вовлеков. Го ограничува Да. просторот. Дека таму беше огромна кујната, иако ни нашава не е баш многу мала, ама мислам дека вака е подобро. И сега Тие би имаме биле во различна длабочина со останатите висечки, значи имаме три Да, длабочини, како односно три 4 длабочини со се така. длабочината на оградниот фрижидер. Така е. И конкретно последно е дека мора да ставиме вградлив, целосно вградлив аспиратор, бидејќи поинаку Вала не нели се гледа. ваквиот лик нема да може да го постигнеме. Централен остров има дополнително, тоа е 90/120, треба да функционира после целото тоа и како дел од кујната и како трпезариска маса. Значи со вратички филки од натрешната страна Да. во кујната, Колку евентуално и простор од да кај може да фрижидерот се- може. Така е. Колку што може да се искористи тој дел. Океј. Комодата ја направив едноставна, ама изгледа дека треба нели да би си биде во комплект со кујната. Баш во однос на профилацијата, што се можеме да избереме? Значи имаме можност да ја направиме само како рамка, со различна профилација на нож. Значи имаме неколку опции. Може да биде целата вдлабната, значи внатрешноста да биде вдлабната. Тоа зависи пак од волјата на клиентите и нормално. Така е, сега јас она што до сега нели вака е сум го гледала повеќе е целиот дел централен да биде издлабен, тоест изваден, нели? Ама и повеќето од случаите беше дека тој централниот дел беше со 8 медијапан, а ова другото е како Рамката е 16 мм, позадината Така. 8 мм медијапан и се лепи и се прави една цела рамка која што според мене можеби не е толку практична гледајќи на долгорочно во однос на оваа другата само рамка. Мислам дека е компактна, цела 18-ка, цел медијапан, цела така. 18-ка има само профилација и ја добиваме посакуваната рустичност, односно форма. Добро. Значи сето ова треба да го изработиме не, да, во медијапан, во бела боја мат. Добро. Пуште во ходникот на местото на оваа фотелја и масичка ќе изработиме комода. Јас еден плакар имам доста голем накавано, па рекоа не сакаме толкав плакар, не ни треба. Добро. Меѓутоа, наместо столицата треба нешто корисно. Комбинирано со филки и вратички Да, во да, истиот стил како останатото. Така нешто. Тоа е тоа. Земав мерки за радиаторска маска, ми спомна. Да, вистина. Лош поглед, нели, од влезот. Тука ќе направиме едни две големи врати влезни, меѓутоа
Да, сепак е централна И позиција. тоа некоја некако малку особа. така романтично треба да изгледа, Добро. не ваква едноставно јас како што сме нацртала. Океј. Така. Првичниот концепт за ходникот беше на местото каде што има плочки истите да се извадат и да се дополни со паркет. Сега тоа е малце поголем захват, нели? Прво пак има рушење, кој што Емил сам треба да го направи, па треба да се извади кошулка, па да се постави нова кошулка, па да се нареди паркетот, да отстои паркетот и потоа се да се излакира, нели, иструга и така натака. Меѓутоа, тие веќе време нема, нели, се ближи свадбата и како второ, а многу добро решение, кое што може требаше однапред да ни текне, е да поставиме ламинат. Сега не ламинат во боја на дрво, туку малку поинаков. За брзо ни треба и да изгледа како плочка. Бидејќи е за ходник. Оваа колекција веќе доаѓа како варијанта која што е плочка. Од овде до овде доаѓа арте варијанта, од овде надоле веќе доаѓаат во екскјуза варијанта. Разликата е плочкасти помермерасти, а овие има друга. Разлика има во дебелината и во димензијата на даската. И едните и другите се 32 класа, AC4, она издржливо што е за нагребење, на натиснување на тие елементи. Со тоа што едната е 9,5, значи артето е 9,5 и е димензијата 62,4 на 62,4. Така. Веќе екскјузата доаѓаат по-специфични парчиња, 120 на 40. И таа е 8 мм, да. Овде се едно парче како една плочка изгледа. Овде веќе може да изгледа едно парче како повеќе плочки. Како за во дворче. Ова е малку порустичен елемент, затоа што овде веќе го има спојот. Не се гледајќи. Комплетно е водена сметка на тој елемент да не се гледаат споевите. Кај тие што не треба да се гледаат, кај тие што треба е нагласено. Се колку што гледам. Овие повеќе ми се допаѓаат, например, некоја ваква или ваква. Овие ми се тие. Има ова варијанта, ова е интересно, ваква, например. Ова е супер боја. Таа е одлична за одржување. Нема да имате проблем барем со пршина да се гледа веднаш во моментот кој ќе се гази. Но ова е малце поосетливо, бидејќи темно. Како неа. Перфектно изгледа. И сега како ова се монтира, како нормален ламинат или? Како нормален ламинат со тоа што има претходни пресметки. Да. За да дојде например централно на врата, па лево десно дојде точката, парчиња да си изедначено. Тоа е со тоа што си имаат например точно две со две страни одат. Значи не е баш како необичниот ламинат, си има малце марифе по наше. Да. Значи, овој и овој со следните плочи на истите страни, а овој и овој со обратните. Да, си има малце. Ама во секој случај не е проблем, мислам сепак. Вие имате екипа сега. Да, не е проблем. Одлично, таква се. Иако инсистирав мајсторот на Quickstep да го реди ламинатот, бидејќи има кликови од сите 4 страни и мислам, барем колку што ги гледав туторијалите, дека не е баш толку едноставен, Емил инсистираше нивниот мајстор да ги нареди и не знам, со среќа нека му е, бидејќи знам дека не е толку едноставно. Се надам дека ќе се снајде. Нареден и подот во ходникот, па може да го планираме новиот плакар од Акрон.
Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Зирна нови работи? Да, мислам, препорачливо изгледа некој пат да прошетам навако ти од врата право кај тебе доаѓам. Да. А гледам и имате ново иверче. И ова е ново, што да видиш? Не сум го видела. Да. Што интересно. Како школска табла. Абе, ама може и празна да е сами да се може и празна да е, да, ова е црна иверка. Е сега со бел маркер, значи не може со креда брише. Со бел маркер, па после некој време се избрише со средство за бришење. А со креда не фаќа кредата? Не фаќа со креда. Не, а? Не. Па добро. Добро е со бел маркер. Супер. А има опција на онаа сјајната бела иверка со црн маркер. Виш. Да. Добро. Фино. Ми се допаѓа. Добро. Ова е иверче на голема површина. Да, ова е баш овој вака на голема може да видите. Интересно изгледа. Да, баш е онака природно. Појака нијанса. Тренди. Океј. Може да го искористиш. Можам да го искористам, ама не останав. За подната како знаеш. Да, ајде да се објасниме. Петки земени, жилби примени. Основата, да. Сега жилбите на клиентите. Како сте го распоредиле вие, лево и десно? Лево и десно, да. Јас пак мислев таму дека ќе иде навака колку што има место. Да, и таму колку што ќе остане некое. Па вака е покомотно, пошто е тесно од долго малца. Покомотно е. Може и вака, па средината пак може да се дополни кога ќе им притреба, ако им треба повеќе. Може. Сега тие жилбите, панталони, накити, едно друго, што се случува со нив? Ставивме за закачување, пошто нели сака повеќе за закачалки, така. Обесување. А накит, макит тоа во фиоките? Фиоките, да, се оставени предвидени и тоа се качени на висина, за да не да не се видне до макината кога треба обетки да се. Така. Останатото полици и шкафче. Добра. А во ходникот? А во ходникот едната страна е за чевли, другата за закачување. Добро, класика, не ми го отворете, нема потреба. Добро, кажи ми сега за вратите. Вратата ова огледало. За во спално огледало? Да, во спално огледало мислам дека ќе е добро и да си се огледуваат, нели? Добро. Океј, а за ходник? Ходник бела, бидејќи до низе, до вашиот плакар практично треба да има една комода рустична. И таа ќе биде бела, ама така што и ова нека иде бела. Супер, да го поемам. Боите на зидовите, јас би ги ставила и потемни од тоа што ги порачав да бидат направени, меѓутоа мислам дека Емил и Симона нема да може доволно, нели, нема да им бидат пријатно во потемни бои, инаку ќе им стојат, бидејќи зидовите се многу осветлени, особено во дневната соба, или право сонце удира на нив и може трпи да има темна боја. Значи ќе бидат некои пастелни, кремасто, сиви, песочни нијанси кои што многу добро ќе се вклопат и со ретро кујната, и со сивите плочки, и со тулите, и со мебелот, така. Бојата ниту е светла, ниту е темна. Во секој случај има полнотија, која ќе биде убаво дополнета со гарнитурата, планирана во сосема друга боја и со комодата. Важен момент е големиот зид кон ходникот, кој треба да биде доста наџиџан, затоа што е голем. Ходникот е во истата палета, за нијанса посветол, затоа што е во темнина. И конечно спалната соба, која има интересна розеникаво кафена боја, избрана според фотографии што ми ги пратија од нивната сегашна спална соба. Елементите не сум ги видела. Велат дека одлично се вклопуваат, па ако нив им се допаѓа, ми се допаѓа и мене. И ете, Штипјани се утепаа од работа еден месец и работите се дотука. За среќа, освен врати и лајсни подни, целата група работа е завршена. Па останува следниот пат да се доредиме со целиот порачен мебел, наставиме светилки, гарнитура, столици, килими и се што треба да имаат за ова место да го наречат свој дом. До следната недела во 12:30 на Телма. Гледајте ги нашите репризи и следете на Facebook и YouTube. Во Ајде дома, градиме со Кнауф.